Локалната власт и туристичките работници со барање до владата и ресорните министерства. Градежните зафати кај подмолје да ги одложат за септември, бидејќи не станува збор за последни километри од изградата на автопатот, па да мора сега и веднаш да се интервенира на оваа делница. Во пресред на туристичката сезона да се затвори главниот приот кон Охрид е погубна одлука, што ќе го намали бројот на туристи, имајќи предвид дека тој пат води и до аеродромот. Имајќи предвид дека изминатите неколку години беа тешки години за туризмот, ова би значило крах на туристичкиот сектор во Охрид. Суетите на политичарите да стивнат и малце да го гледат интересот на граѓаните. Ова е апел до сите политичари, значи и оние кои практикуваат власта и оние кои се во опозиција. До сега имавме некои 3 часа за Скопје-Охрид движење. Со оглед на ова што сега ти ни се дешава, значи само се зголемува тој временски период и се отежнува самиот сообраќај, значи одиме од лошо кон полошо. Градоначалникот Пецаков со загрижувачка информација дека делот патот кој води кон влезот на градот е крајно ризичен. Патот, популарно познат како распак или од Сдружение на возачи до туристичка, не бил направен со сите потребни подлоги, односно со тампоне, бил директно асфалтиран на земја и движењето на големите товарни камиони и големите возила кои што ќе поминуваат на овој пат секојдневно, знаејќи дека и на дневна основа доаѓаат камиони од Албанија и се движат према Битола, Кавадарци или кај да се движат, ќе направат оштетување според стручните служби за не повеќе од 10 до 15 дена. Началникот на СВР Охрид, кој не го потпиша барањето за одложување на градежните зафати, уверуваше дека работите ќе завршеле побрзо од предвидените 45 дена и од стариот пат воопшто не бил лош. Стариот дел на патот е реконструиран пред 2-3 години, има соодветна сигнализација поставено и исполнува сите услови за одвивање на сообраќај. Туристичките работници кажаа дека ќе побараат за ова меѓународна реакција и од странските туроператори, затоа што според склучените договори за се што се случува од моментот кога туристите ќе стапнат на Македонско тло, одговараат тие. Дали билат некој во оваа држава е свесен за безбедносните ризици кои демнат на патот по кој ќе се движат дневно најмалку по 30 автобуси, возила, велосипедисти, болни луѓе кои ќе се транспортираат до болницата Свети Размо или онаа во Струга.